60 ученици се фатени во обид за припишување при полагањето на државната матура, изјави денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска. Оваа година, за разлика од минатите, каде што имавме огромен број на вклучени млади во Вибер групи, во Телеграм групи и така натаму, всушност од испитот се отстранети само двата дела, и првиот и вториот дел, само 60 на ученици, што значи имаме одличен напредок во спроведувањето на матурата. Што се учениците кои се фатени во припишување? Сите оние ученици кои што се откриени со мобилни телефони, телефоните им се одземени, односно за нив е прекинат тестот и решавањето завршува тука. Но не само што завршува решавањето, туку истовремено им се поништува тестот, така што тие ако се фатени на еден од предметите по кои што полагале со мобилен телефон, тие нема да добијат оценка по тој предмет, поточно ќе имаат единица и ќе треба да го пријават за полагање во следната сесија, тоа е во августовската сесија. За министерката, генерално полагањето на државната матура поминало во најдобар ред. Но кога ќе бидат објавени резултатите? Резултатите ќе бидат познати до крајот на јуни или почетокот на јули и ќе можат потоа учениците да си го планираат своето запишување на факултетите. Во втората половина на август е предвидена реализација на полагањето на државната матура за оние кои во јуни ја пропуштиле можноста. Во Штип полагаа 503 матуранти, од кои 420 државна матура, а остатокот училишна и завршен испит.